Празен е овој дел од тротоарот кај зелениот пазар. Повеќето од тезгите околу него и заградените делови од рестораните се отстранети. Ослободен е и овој тротоар, па сега пешаците можат послободно да се движат. Олеснето е и движењето на автомобилите. Надлежните решиле да го уредат просторот. Тетовци различно реагираат на овие активности. Добро е да се среди, подобро ќе биде. Се немаше дека да се помине, сега има. Луѓето без работа, тука си земат некој динар да си ранат децата. И јас, пример, татко ми работи во пазар. И немаме буџет, значи од тука нешто да си живиме. А треба да се продава во пазарот внатре или надвор на тротоар? Сега зависи како може, некој може да плати за внатре, а некој не може да плати тоа, дали ќе извади толку. Ме разбирате што сакам да кажам? Значи 50 евра е за тезгата, а толку нема да извади. Ја мислим дека не е решен проблемот со ништо, а не за нешто да се фата. Овде излегуваат луѓе, претежно селјаци, што имаат малку робище своје да продадат и тоа го бркат. На Карашчица еднаш неделно. На Карашчица со градот општо, дуќани надвор, се тезги и кафичите, па после ние смо најмал проблем. Некои од трговците кои надвор од пазарот имале своја тезга, негодуваат поради ваквата одлука. Велат дека вака преживувале и немаат друг излез. Народот нема откаде што да живи, што ова му останало. Ово што е животот му е на улица. И од улица кога го бркате, не знам што да прават луѓите. Ако е за тезги, треба се слагаме ме за тезги. Пазарот си работа, нормално си работа. Колку души продавале на улица? 20 души, повеќе не продавале. Еве да снимиме 20 души. И некој селјаци што ќе дојде со јајца, се наниза пипер, со кромиче тоа. Од Тетовската локална самоуправа вела дека постапката била транспарентна и неселективна за доброто на сите граѓани. Тоа е дел на веќе реализирање на политики на општината кои ние ги започнавме пред повеќе од месец дена со повлекување на вториот дел од терасите од булевардот Илирија, каде што договорно со сите стопанственици фактички постигнавме да тие се повлечат од зелените површини кои се јавни површини. Воедно сакам и да им се заблагодарам за кооперативноста. Значи, имајќи го предвид фактот дека тој ист пат, тој ист булевар, значи продолжува до влезот на Тетово, значи другиот наред беше зелениот пазар, каде што исто така имаше натрупаност, пренатрупаност, покривање на јавните површини, завземање на зелените површини. Така да по истиот принцип на разговори наидовме на сериозна соработка и веќе имаме процес на средување на тој дел и наша цел е дефинитивно сите јавни површини да бидат на корист на граѓаните. Тоа значи граѓаните да имаат слободни тротоари за движење, да имаат простор, секој да си ја заврши својата дејност, нормално дека ние сакаме уредно во рамки на законите, секој во пазарот да си ја изврши својата дејност, но исто така и другите луѓе да можат да се движат и да можат да ги реализираат во своите потреби. Задоволна сум од одговорот на луѓето кои работат таму, од кооперативноста и би ги повикала сите да бидат кооперативни и другите граѓани апсолутно да ја поддржат општината во сите овие активности во однос на ослободување на јавните површини. Од Тетовското комунално претпријатие најавија и уредување на просторот внатре во зелениот пазар, со соодветна организација на тезгите за купувачите да имаат полесен пристап.